ви благодарам за вашето присуство, за тоа што отделивте вашето време да бидете присутни на нашата завршна пресконференција. Најпрвен поздрав до градоначалниците, до домаќинот градоначалник господин Звонко Пекевски, до градоначалникот Емин Илиев, градоначалник на општина Струмјани. Поздрав и благодарност и за присуството на кметовите на кметствата од регионот Струмјани, регионот Струмјани, како и представници на општинската администрација. Значи, добар ден и ви посакувам успешна работа. Значи, денеска се собравме овде да направиме една завршна пресконференција по повод завршувањето на проектот Заштита на жителите од една планина до две реки. Проект кој што е финансиран од програмата за прекогранична соработка на Република Бугарија и Република Северна Македонија преку програмата Интерек. Значи, за општина Берово ова представува пети проект кој што успешно го реализира и успешно го завршува. Пред овој проект беа проектите за реконструкција на бизнис инкубаторот, проектот за изградба на речното корито на реката Брегалница, првиот дел, потоа изградба и реконструкција на детската градинка во село Русиново, и четвртиот проект беше реконструкција и изградба на пречистителна станица за вода за пиење на Беровско езеро. Ова е наш пети проект. Значи, мора да се пофалиме заради тоа што ние сме единствена општина од Источна Македонија која што добива проекти на сите повици поред. Пред да ви го презентирам проектот, значи она што ние го сработивме во изминативе 24 месеца колку што траеше проектот, дозволете ми да ви се обратат градоначалниците на општините, значи за тие да го кажат да ни нивниот придонес, бидејќи сепак ова е нивно дел. На започеток нека ви се обрати господинот Емил Илиев, градоначалник на општина Струмјани. Благодаря, Наташа. Уважаеми колеги, скъпи жители на община Берово, уважаеми господин градоначалник, колеги от община Струмјани. Искрено се радвам, че вече втори ден сме тук. Удоволствието е несравнимо. Чувстваме се като в дома си. За наша радост това е поредният проект, който приключваме съвместно и се надявам, и съм убеден, не само че се надявам, че ще продължиме сработката с двойно по-голями усилия. Този проект, който приключваме днес с тази заключителна пресконференция, е поредното доказателство, че когато има желание от двете страни, когато работиш не само като приятели, не само като партньори, но и като приятели, когато има обмен на енергия и добра атмосфера, винаги се получават добри резултати. Позволете ми да изразя искрената си благодарност и задоволство от работата на екипите от двете общини. Както казах, поредният проект, в който доказахме, че знаеме как се работи по освояване на европейски средства за благото на жителите на нашите две общини, за да може да създадем една по-приветлива и градска среда и същевременно да създадем условия за превенция от поплави и от други неблагоприятни природни бедствия. Искам отново да ви благодаря за съвместната дейност, да гледаме напред в бъдещето, когато наистина ще можем да отворим и граничния премин Клепово, за който мога съвсем чисто сърдечно и вече убедено да кажа, че това е един необратим проект за двете държави, Република България и Република Северна Македония. На вчерашната среща споменах добрата новина за четвърти пореден път. Проведахме оня ден среща работна на комисията от страна на България, която е предхождаща на срещата на Междуведомствената комисия между двете държави. Истински радостното е, че вече се коментират съвсем директните активности, които трябва да направи българската страна, за да се върви към довършване на този толкова важен и толкова желан от 40 години проект за двете общини. За наша най-голяма радост, благодарение на усилията на градоначалника Звонко Пекевски, на предишния амбасадор от Република Северна Македония, вашия съгражданин Зоран Мираковски,
и много други хора от невладени организации, изложения на хотелиери от двете страни на границата, да може да се случи това, за което се бориме толкова години, а именно да осигурим и финансирането, което вече е факт. 30% от програмата България и Македония ще бъде заделена за изграждането на този важен проект за нас, двете общини и като цяло за двете държави. Това означава, че след като вече имаме подписан работен проект, се работи по проектирането, изградбата на остатъка от тези 7,5 км от разклонението на студената вода до граничния премин Клепало. Възможностите, които вече са договорени, е статута на граничния премин за преминаване на леки лекотоварни автомобили до 3,5 тона и без преминаване на автобуси на първо време, за да може да се ангажират и много други институции, като агенции по храните, царинска управа, гранична полиция и национална полиция, разбира се. Така че надявам се в следващите 2 години, защото това са моите реалистични очаквания, след като вече тези близо 9,5 милиона евро, които ще бъдат осигурени по тази програма и които ще бъдат само част от този толкова важен проект, са осигурени именно благодарение на локалната управа от двете страни, а пък държавите от Република Северна Македония и България ще се включат с остатъка от националните бюджети, за да бъде завършен този важен проект за нас. Още един път искам да ви благодаря за доброто посрещане, добрата атмосфера и да ви поканим да дойдете и при нас, за да видите и ние какво сме свършили по отношение на този проект. Благодаря ви. Оставайте се. Ви благодарам, господин градоначалник. Сега да ни се обрати и нашият градоначалник, господин Звонко Пекевски, във връзка с Почитуван градоначалник Емил Илиев, почитувани гости от Република България, почитувана общинска администрация. Пред да дадам било каков друг вовет околу самата завършница на проектот, сакам да се благодарам на сите, особено на общинската администрация, која секако даде несомнено најголем придонес за изработка на самата проектна документација, на одобрување на проектот, со силно лови подршка од градоначалникот и неговиот тим, а секако од проектната канцеларија, значи Габи, Асија, сите беа вклучени. Тешко идеше целиот процес на одобрување, негова имплементација, значи далечната 18-та беше аплицирано, неговата имплементација веќе трае 2 години. За ваша информација, значи станува збор за проектот заштита на населението од една планета до 2 реки, каде кај нас како реконструкција беше речното корито на дел од река кој поминува низ градот, на дел, значи од течењето на река Брегалница. Буџетот ќе го определи Наташа, на наше задоволство, имајќи го предвид дека сепак станува збор за општина кој не располага со такви буџетски средства за да може тоа да го заврши и да го утврди како приоритет од собствени извори на приходи. Имавме можност заеднички партнери со нашата избратимена општина, соседна општина на другата страна на границата, општина Струмени, заеднички на наше верувам заедничко задоволство и на другата страна, таму е друг проект, значи заштита на Цапаревска река, но дека кај нас е значи на коритото на река Брегалница и верувам дека проектот е реализиран, е подобрен квалитетот на живот и секако дел од толкогодишните горливи комунални проблеми, инфраструктурни, се решаваат на тој начин како ги подобруваме условите на живот, за кои што навистина имаме и обврска и како администрација, секако како локална самоуправа. Повеќе не би должил, би ги поздравил, би сакал само се да благодарам на градоначалникот за добрите и убави вести околу нашата долгогодишна желба за отварането на граничниот премин. Постапката оди може би споро, меѓутоа дај Боже да биде завршено онака како што треба, за да навистина на крајот Конично и Берово добие можност за зголемена фреквенција на луѓе, поголем проток на услуги, добра размена, поголема трговска размена од двете страни на границата и сето тоа ќе биде во функција на подобрување на локалниот економски развој и секако локалната економија која навистина многу ни значи. Нема должен повеќе, ви благодарам. Сега Наташа ќе се избор околу презентацијата на колку чини што е направено и кои се Ви благодарам, градоначалник. А сега
Не, слободно. Дозволете ми сега да ви направам една кратка презентација на нашиот проект, значи оно што ние го работевме во овие 24 месеци. Значи, како партнери во проектот беа Општина Берово и Општина Струмјани, а овој пат водечки партнер беше Општина Струмјани, а ние се јавивме како проектен партнер. Вкупната вредност на проектот изнесуваше 397.739,11 евра, значи тоа е вкупен буџет кој што беше реализиран, а беше поделен значи на идеална половина и за двете општини. Приоритетната оска на која што аплициравме тогашната 2018 година беше животната средина, со што сметаме дека на оваа оска може секогаш нешто плюс да се направи и тоа ни беше нели и приоритет, за да исполниме специфичната цел на проектот, спречување и облажување на природни и вештачки катастрофи со прекогранична димензија и влијание. Како што кажавме, времетраење на проектот изнесуваше 24 месеци, значи и покрај тоа што беше аплициран во мај 2018 година, подпишувањето на договорот беше во јули 2019 година, а сега, значи јули 2021 е неговото завршување. По проектот секако имавме 8 активности за исполнување: управување, организација и менеджмент со проектот, информативност и публицитет, поправка и реставраторски работи за подобрување на спроводливоста на речното корито на Цапаревска река во Струмјани, надзор над градба, авторски надзор на работите во Струмјани, градежни и монтажни работи за подобрување на спроводливоста на реката Брегалница во Берово. И двете доста важни активности, заедничка обука за градење на капацитетите за вработените во општината и заедничка обука за подобрување на свеста на локалното население на природните катастрофи. Кои се постигнати резултати? Зголемена е безбедноста на населението во Струмјани и Берово од природни катастрофи и спречување на поплавување на главните населени места, односно со реконструкцијата на речните корита се спречуваат поплавите во урбаните области. Значи сите сме сведоци во Берово во каква очена и жална состојба се наоѓаше кејот на реката Брегалница, посебно делот кој што сега што се изгради, значи таму воопшто немаше кеј, воопшто не беше бродливо, а сега значи доби еден убав урбан лик кој што сите го користат, и млади и стари, како пешачка патека, како патека за возење на велосипеди, осветлен како што треба и значи представува едно убаво место за шетање. И секако зголемен е и капацитетот на јавните институции и зголемена јавната свест за природните катастрофи. Кои ни беа целни групи на проектот? Населението на село Мидрево, 2276 луѓе, тоа се всушност собственици на имотот покрај реки заштитени од подобрување на речното корито, регионалните инспекторати за животна средина, дирекцијата за сливови, невладини организации, секако населението во градот Берово, како што спомнав, кој што има многу корист од подобрувањето на коритото, вработените во општина Берово и вработените во општина Струмјани. Сега би сакала само накратко да ви ги презентирам поглавните активности кои што беа значи од овој проект, односно тоа активноста 3, инфраструктурниот дел на проектот, поправка и реставраторски работи за подобрување на спроводливоста на речното корито на Цапаревска река, значи тоа е фаза 2 дел 1, кој што другите делови, како не се лажам, значи се финансираат по други проекти. Ова беше и главната инвестициска активност во Струмјани. Оваа активност опфаќаше градежни работи во должина од 291 метар, од почеток на точка 32 до 47, и секако главната цел на градежните работи беше да се подобри спроводливоста на речното корито и да се ограничи вровот на ерозијата, што и секако е постигнато со завршувањето на градбата. Градежните работи вклучуваат чистење, продлабочување на речното корито, формирање на наклон, изградба на заштитни насипи, поставување на флексибилни системи за зајакнување на речното корито, тоа се тие познатите геоклетки, кои што, кај да смислам, уште не сме почнати да ги користиме, но ете тоа е добро искуство, нели, целта на програмата е да си ги размениме ние искуствата, така да се надевам дека во иднина можеме и нив да ги искористиме. Значи, фиксирање и полнење на геоклетките, и покрај градежните активности се исполнија и градежниот и авторскиот надзор. Значи, ова зашто го изборувам сега малку заради релефноста на цидот не се гледа, меѓутоа ова е всушност изграденото речно корито и поставувањето на тие геоклетки на рабовите на коритото, за да се спречи ерозија, бидејќи тоа подлога каде што моментално минува реката има многу ерозија. Активност број 6. Тоа се градежните и
монтажерски работи за подобрување на испроводливоста на реката Брегалница, односно тоа беше нашата главна инвестициска активност. Тоа е делницата која што се реконструираше, е дел од сливот на реката Брегалница, односно од почетокот кај хотел Македонија до спојот на улицата со Веljko Влаховиć. И тука се направија, значи, извршена реконструкција и рехабилитација на камените зидови и дното, директно низводно на праговите на каскадите, се постави заштитна ограда, се изгради пешачка патека, значи, околу кеот. Исто така беше поставена и електрична инсталација за јавно осветлување, со што овој дел од кеот се осветли и сега стана многу пријатно место за прошетки, и должината, значи, на оно што се реконструираше изнесува 471 метри. Значи, ова се сликите, значи, подоцна со гостите од Бугарија можеме, значи, само да прошетаме да видите зашто станува збор, а жителите веќе го знаат направеното. Активност 7, која што исто така беше една од поважните, беше заедничка обука за градење на капацитетите на вработените во општините, односно организација на обука во општина Струмјани, каде што присуствуваат членови на општинската администрација од Берово, дирекција за сливови, невладини организации, како и вработени во општина Струмјани. А резултат на активноста е организирана заедничка обука со што придонесе во зголемување на капацитетот на вработените во општината, институциите за животната средина околу спречување и управување со природни катастрофи. Значи, ова е дел од настанот кој што се одржа во Сандански. И последната или 8 активност представуваше заедничка обука за подигнување на свеста на локалното население за природните катастрофи. Оваа обука се одржа вчера во хотел Манастир со представници од локалното население, представници од институциите кои што работат со заштитата од природните катастрофи, и секако резултат на активноста е спроведената обука и со што придонесе во подигање на свеста за да се спречат ризиците од поплави и од други природни катастрофи. Значи, ова е дел од работната атмосфера вчера во хотел Манастир. Ви благодарам за вниманието. Слободно поставете ги. Ако нема прашања, би сакала да го завршам овој настан, да ви уште еднаш да ви се заблагодарам за вашето присуство. Можат сега градоначалниците да дадат изјави за медиумите и настанот е завршен.